гледачи, еве не повторно во емисија со човек кој го викнав како обичен турист да ни ги каже своите впечатоци и можности за патување. Во едноставно тој е човек кој сака сам да ја истражува Македонија, странство и сето тоа што може да го доживее вон туристичка агенција. На некој начин во повеќето од тие случаи. Ке зборуваме со Емил Христов и ја би те замолила да им се представиш на гледачите. Добро вечер, Емил Христов, 58 години, сопруг, родител на 3 деца, собственик на приватна фирма, што е добро ради слободното време, а слободно време ни треба за да можеме да шетаме. Секако. Љубител на навивање, на спортот, значи. Ке позбориме и за тоа. Сум бил поред Македонија, нели, мислам дека нема место кај што не сум бил. Доста сум патувал и во странство. Меѓу другото, сум бил скоро на сите надпревари на ракометната репрезентација на Македонија. Браво. Во добар дел со семејството, често пати и сам. Значи, зависи од времето, учат, не учат, студират од децата. Кажи ми го твоето искуство и желба да сам ја истражуваш Македонија. Тоа се јави малце во покасни мои години, искрен да видам, кога бев млад. Некако предизвик беше шетањето, поготово летно време, Јадран и цела бивша Југославија. Во околниве земји не сум сакал да одам. Мислам на Грција, на Бугарија, Турција сум одел. Меѓутоа, кога се растури поранешната држава, тогаш сватив дека Македонија уствари многу малце ја знам осим Охрид, Битола, веројатно, и сум поминал низ другите градови. Родителите ми се од Делчево и од Радовиш, одамна заминале пред 100 години, можда не толку, небитно. Осим од Делчево, друг град и не знаев. Како се оженив, со мали деца, долгите патувања, некако станаа, бар додека беа мали. Недостапни. Недостапни на долго патување. За 5, 7, 10 дена не се оди. Треба, така и сме оделе од 20, 30 дена и турнеи сме правеле. Ама требаше да пораснат децата. Кога беа мали, тогаш истраживме комплетно цела Македонија, мислам. Немам од хотели нормално, нема манастир кај што не влегов, нема винарија кај што не посетив. И убава е нашата Македонија. Кажи ми како го правеше тоа? Дали пред тоа нешто истражуваше или ке кажеш денеска идам таму, па одам таму да истражувам? Па искрено, значи ја многу малце знаев за Македонија, а за да истражува човек, порано беше потешко. Башка беше потешко, немаше интернет имаше, ама немаше сајтови, немаше, значи, информации. Меѓутоа, ние сме мала држава и, пример, ќе кажам, одам во Охрид или одам во Струмица, Водоча, или небитно, и одма некој телефон ќе се најде некој пријател во тој град или блиску до тоа место, па ќе не прошета, ќе ни објасни, ќе ни најде сместување. И какви се впечатоците од твоите такви истражувања? Дали, знам дека веројатно некаде кога ќе појдеш не можеш да очекуваш ништо, бидејќи не е ти е познато, меѓутоа од кога тоа ќе се случи, сознанието за богатството на Македонија што го има, а не ни е познато, каков впечаток остава кај тебе? Значи, да не звучам патетично, јас сум заљубен во Македонија. Во добар дел
за тоа многу сте заслужени и вие. Значи, прв пат ве запознав пред некои 15 на години. Имав прилика неколку пати да разговарам со вас. Тоа што го слушам од вас, дека имаме толку и толку вида пеперутки, ендемски тука, дека имаме орхидеја само таму на матка, дека имаме, не знам колку работи ми кажавте, само да придонесе уште повеќе да засака Македонија. Сега, кога човек сака нешто, иако е поширок оград, нема да му смета ако хотелот е прљав, ако има скинат теписон, ако доручекот не е баш како што треба, или ручекот. Меѓутоа, тоа е затоа што е мое, затоа што е наше. Кога се странци во прашање, со годиниве, веројатно поготово во Охрид, созреавме како народ, како угостителска нација, мада ние туристичка. Сигурен сум дека уште многу треба да учиме, Јас лично генерално сум задоволен. Имаме добри агенции туристички, нудат различни пакети. Ловот е исто така се поактуелен во Македонија. Имаме добри винари, имаме манастири добри. Имаме добра храна. Љубезни сме како народ. Имаме што да понудиме. Јас едно време и се обидов малце да влезам не како агенција, него тоа беше преку лични познанства и контакти, пред се да ги промовирам убавините на Македонија. Кажи ми повеќе за тоа искуство. Значи, пред некои си 13-14 години, шведскиот амбасадор што беше во Македонија, беше пријател на мој другар, што живее и работи во Шведска во Стокхолм. Ме замоли, пошто тој другар тој е ловџија, Јовица Андонов, еве поздрав до него ако има прилика да гледа емисијава. Доаѓаше со ловџи, а ја, пошто Македонија е мала, познам доста луѓе и работата ми е таква, да не кажам нема град, нема фирма кај што немам некој познат, а и годините ми се веќе. И му организирав неколку пати или му помогнав да донесе друштво да ловат во Македонија. Па така се изроди идеја да пробам да носам швеѓани, значи од Стокхолм. И во прва прилика дојде сестрата на шведскиот амбасадор, ја прошетавме со керка ми моја поголемата, Паула. Таа имаше агенција, така? Не сме имале агенција. Не, сестра му на... Не, она имаше своја фондација. Мислам, собственичка на приватен бизнис, прилично хумана, прилично ситуирана. И интересно беше што татко и незин беше, ја не знам како се вика, поглавар на протестантската црква во Стокхолм. И он изрази желба да запознае Македонија. 6 ноќи и 7 дена ја шетавме со керка ми низ Македонија, меѓу другото скоро сите манастири и цркви ги поминавме и другите убавини. Скандинавците се по природа, значи, спротивни од нас, не се толку присни, не се толку живи. Првите 2-3 дена женавата беше многу резервирана, за да на крај завршиме, ја не сум мал човек, она беше и е, уствари, живее, фала Богу, тога 68 години имаше, сега е нека 80 и некоја. Она буквално ме дигна. И ме бацуваше, и мене и керка ми. Благодарам, дури ја научивме некои зборови на македонски, се воодушеви од Македонија. И посака да ни праќа
своји пријатели Да го доживеат. да го доживеат истото тоа. Во тој контекст направивме и флаер на шведски, го промовиравме во Стокхолм и почна да доаѓаат луѓе. Што научив како прво за странците од надвор кои ќе дојдат. Ние немаме хотели со 5 звезди, немаме модерни автопатишта, Имаме лош превоз. лош превоз, немаме некои песочни плажи, немаме некои чесно некои исклучоци, спа центри, што отпосле се отвори, ова е напоменувам пред 13 години. И ја во флаерот тоа и го напишав. Значи, ние немаме да ви понудиме тоа, се што сега наброев, меѓутоа можеме да ви понудиме баш она гостопримливост, добра храна и насмевка. Во сето тоа, они беа не само што се убедија, пошто неколку тури направивме од тоа, генерално 100% малте неуспешни, имаше некои мали пропусти, пошто не зависеше се од нас. Еве, ја ќе спомнам за еден превозник, требаше од Сириус до Дудин винарница да ги однесеме на ручек, минибус за 19 луѓе, а они 14, така бара да има неколку седишта празни. Собственикот автобусот го договорил за, дали беше за Атина, не знам, не е ни битно, и ни прати од некој негов колега, стар, неисчистен, прљав. И Шојани, најдо забелешка за тоа. Меѓутоа, пошто во тој флаер ја напишав дека ние сме сепак сиромашна држава, помине и тоа без некоја, така, без некои големи потреси. И искуството мое и за ловџиеве кога доаѓа, и за вински туризам, само треба да им кажеме дека да, ние не сме организирани како што треба да бидеме, мада со годиниве доста сменето тоа. И они ќе го прифатат тоа. Спортски надпревари спомнавте, сум бил во многу држави, секаде има фан зона. Секаде во тој град кај што е спортскиот настан, значи се гледа дека има спортски настан. Кај нас неколку години наназад Ракометната федерација организира, тоа е супер за нас како држава и за спортот, младинско европско првенство за помладите категории и почнавме и ние полека да правиме фан зони, да се обележи низ градов дека има некој таков настан. Меѓутоа, тоа е сето Препуштено во главном само на себе. Само на себе, да, нема некоја поддршка од градот. Нема ни од туристичките агенции, што е најстрашно. По мене би требало да има на разни места водичи кои би во однос на интересот на нештата им ги покажале или дале основните информации. Секако, да. Ние, за жал, тоа од моето искуство не го доживеав тоа така. Зошто сме ние во однос на туризмот, кој во секој случај е прво бизнис, не спремни да дадеме повеќе од тоа? Јас имав разговори со многу луѓе од туристичка вафела, во глобала, дали државните органи, дали приватниците, дали оние што самостојно нешто очекува да направат, се одвива се само од себе. Нема некои одредени нормативи кои треба да се пратат или ако не се пратат да се казнат. По мене тоа е единствен начин да тргнеме напред. Македонија навистина нема место кое нема што да каже, нема што да се покаже во него. Едноставно сметам дека искуството со тие швејани на луѓето кои завршиле со обиколка на Македонија е неверојатно во однос на другите можни патувања што ги имале во животот. Јас сум сигурен дека им останало во добро сеќавање, сега да не си давам ја до значај,
Добра организација има всекаде и подршка од хотелиери наши, од превозници, од винари, од црковни лица. Секаде, нели, ние сме мала држава и ќе најдеме некој за да не пречека, да ни објасни, да биде сето тоа на едно солидно или добро ниво. И повторно ќе кажам љубезноста. Меѓутоа, за сериозен туризам, ја да не звучи како критика, јас сум во Охрид заљубен. Охрид и Крушево сум... Меѓутоа, во Охрид, пардон, јули и август никогаш не одам. Значи, тоа е од преубав град, направена е, ајде да не звучам вулгарно, на Јадран порано кога одевме, викавме, од оздола, од Црна Гора почнува Лепа Брена да ја слушаме бам, 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 па како одиме нагоре, слушаме само Вилушки и по некој Моцарт или Бетовен и се додека не стигнеме во Деловка, што е Словенија, слушаме само музика. Не се они нити поспособни, нити попаметни од нас, меѓутоа, веројатно имат подолга традиција во тоа. И таму има, значи, во добар дел, јас сум сигурен повеќе од 70% работат само 2 до 3 месеца, што е погрешно по мене, меѓутоа има и места кои што работат преку цела година. Охрид е место кое треба да биде секој ден полно со туристи. Секој ден. Дефинитивно, тоа е и мислам дека во добар дел собствениците, не на агенции, него собствениците на објектите, како од хотели, од ресторани, тоа го знаат, ама некако дали не им се работи преку цела година, не знам. Ја многу пати се прашувам како може да е, да кажеме, ноќевање со доручек во обичен хотел во Охрид 60, 50, 70 евра, all inclusive со 5 звезди во Турција, во Египет, во Тунис, во да биде 50 евра. Па токму е тоа работата. Они сакаат за 3 месеца целогодишно да добијат доход. Така, а Охрид е жалосно да е празен. Охрид е... Јас лично многу пати сум кажала и верувам во тоа, луѓето од Скандинавија, од тие земји, посебно пензионерите, поевтино ќе им биде во Охрид да живеат, него да во смисла на тоа да им е се организирано. Меѓутоа да не се сведе само на спиење и јадење, туку едноставно да учат да копаничарство, да учат да везат, да плетат, да се го збогатат животот. Едноставно да им е исполнет тој пензионерски. Јас мислам дека би била голема навала и не би имало можност да се примат сите. Апсолутно се сложам и само би додал, ние имаме неколку бањи, за жал се во никаква состојба. А се по својата вредност уникатни. Значи, еве со оваа швеѓанкава бевме во една бања, близу Битолско. Не примија таму собственикот ми е пријател, не примија фантастично и докторката збореше перфект англиски. Швеѓанкава кога слушна што се лечи таа бања, просто не можеше да верува и вика нашите пензионери, значи ова е мал капацитет, она во еден момент рече, вика, ја би инвестирала тука хотел голем да направи. Просто не можеше да верува и кога погледна снимки, значи на скршеница, на некои хируршки интервенции, пред и после бањата, жената се фрапира. Ево од соседиве да трнеме. Србија што направи со тие бањи? Тоа е чудеса нешто. Дефинитивно. Јас сум присуствувала на неколку од тие, како да ги наречам, собирања во можност на тоа да се инвестира, да се прави во бањскиот туризам и едноставно дојдов до сознание дека
не тргнува ништо, бидејќи секој сака да го приватизира и да од тоа има, да тој биде тој кој ќе го направи тоа. Не на државно ниво. И мислам дека голем дел од работите во туризмот се сведени токму на таа приказна. Дека не сакаат како државна установа да тоа го прават, него како приватници, кои би дошле до лесна можност да бидат приватници на такво нешто, што е природна вредност, што е едноставно нешто што треба државата да го има. Тука е државата крива, дефинитивно. Дефинитивно. Не е некој друг. Значи, треба да... И тоа е едноставно причината што стоиме на исто ниво, не идеме напред. Ние немаме Министерство за туризам, нели? Имаме некој сектор. Во рамките на економија има сектор туризам и има агенција за промоција за туризам, за која лично сметам дека е вишок. Не направила ништо, нити во начинот на промоција. Веројатно можеш да кажеш како човек кој не е од туризмот дека од тоа немаш ни чуено, ни видено. Така е. Тоа е она што мене ме иритира. Само да не навлеземе во некои други води, во овој контекст викам, ако буџетот на Македонија колку го изгласа за минатава година? За годинава? 5 милиарди евра? Така нешто. Ја верувам дека просечен менаџер, што има свој бизнис, со, не знам, некоја цифра, паушал да кажам, со неколку милиони евра би направил 3-4 бањи да бидат светско чудо. Па тие пари за многу кратко време ќе се вратат. За многу кратко време ќе се вратат. Државата може да го изнајми, тоа не мора да го приватизира. Не мора да е во државна. Знаеме дека државата е лош стопанственик на своите објекти. Меѓутоа може има јавно-приватно партнерство, значи да биде партнер државата, нека биде она носител на лиценца. Да, има можности различни. Така веројатно би напредувал. Тој вид на туризам би напредувал, дефинитивно. Македонија е планинска земја. Имаме многу планини со богат биодиверзитет. Јас сум имала холанѓани кои доаѓале со книги, вели, кажи ми оваа пеперутка каде ја има или ова растение каде го има, и не знаеме да го искористиме исто тоа, бидејќи тоа нешто што многу земји би посакале да го имаат, а ние го имаме на нас. Ловот е исто така нешто промоција, немаме промоција на државата, а од друга страна викаме да направиме промоција во кои рамки би била таа, колкави капацитети ние имаме. Значи, сето тоа е врзано едно со друго. За да промовираш нешто, треба прво стварно да си... Ја реков, ја не се обидов во туризам. Реков, пред малце кажав, прво стварно ја сакам држава и сакав и другите да видат што тоа ние имаме да покажеме, нели? Да не ги заборавиме, Крушево го спомнав, Кокино, Кратово, јас многу често. Кратово, така, и да не редам понатаму. Значи, имаме што да покажеме, меѓутоа, сето тоа треба да агенцииве наши, кога би направиле тура некоја, треба да скокам ја од тема на тема. Како може во било кој музеј во Европа кај што су влегол, влезница од 15-20 евра па нагоре. Ние во наше стоби наплаќаме 1 евро влезница. Во Скопје, во музеј на град Скопје без пари. Без пари. Значи, тоа мене ми кажува на комплетно нешто неорганизирано. Една табла има на автопутот стоби. На автопатот, кога се вози, има една табла стоби обележена со кафеао, нели, дека е ако нешто историско, приметиш. Ако приметиш. Дека е нешто историско вредно и толку. А Карши него има прекрасна винарија. И можност да тоа се доживее на сосема поинаков начин. Така. Жално е што ние во суштина, мислам дека во туристичката сфера, гледајќи од мојата гледна точка, немаме туроператори кои ќе се посветат на можност на презентирање на Македонија и продавање на туристичка тура, дали е таа 2 дена, 3 дена, 1 ден.
Едноставно и агенциите во Македонија многу малце се бават со сопствената земја. Нив им е полесно да ги продаваат готовите аранжмани за странство, за кои имаат процент, и тука завршува нивната ингеренција. И тоа е онај дел на туризмот кој едноставно само од себе ќе си оди. Значи, ја не ги наоѓам тука агенциите виновни. Еве вака, кога ќе се вратам на почеток на моабетот, прв пат отидов во Вевчани 2000 година, како вчера памтам. Ја ги крстив Вевчанските извори, Плитвички езера во Мало. Да, дефинитивно се. Разгледавме што разгледавме, 2 деца имав тогаш, беа 5-6 годинки помали. Седнавме да ручаме и прв пат, нели, таму викам, луѓе, што е ова? Не видов едно ливче, еден пикавец не видов, една харта, ништо, значи чисто прекрасно. Луѓето си се грижат за својата средина. После тоа бев уште 3-4 пати сум бил, 5 можда, небитно. Секогаш е така. Да. Значи секој треба, Вевчани си е посебна општина, нели? Градоначалникот се грижи Посебна за својот држава, двор, со посебна својот држава, пасош. Зашто Охрид не се држи? Не се грижи за својата хигиена. Зашто Скопје не се грижи? Не е виновна агенцијата. Еве ја ќе ви кажам едно искуство. Австријци некои ни беа на гости со сопругата и бевме во Охрид на прошетка 2 дена и еден ден отидовме, ајде до Билјанини извори и седнавме во, како се каже, ресторанов што е само во над самите Билјанини извори. Сега, малце непријатно, ама тоа е вистина. Стана госпожата, крупна жена, вика, тоалетот, пола сат, ја нема жена. Пола сат, и стана сопругата, ама да види што случува. Гордана женава чекаше ред за да влезе во ВЦ, пошто беше летно време, туристи многу, нема тоалет. Значи, луѓето што се од плажа мора да идат некаде во ВЦ. И они го користат тоа исто, не се криви ни тие. Едно ВЦ. Пола сат женава чека да... Кога тоа пат ќе посака во Охрид да дојде? Дефинитивно... Значи, збориме за банални работи. Не збориме за нешто... Осетот за нештата го немаме. Тоа ми е неразбирливо. Ке се вратам на моабетот, не се криви агенциите. Не се криви агенциите. Јас да сум собственик на агенција, добро ќе се размислам. Во Охрид да не кажам се, Охрид цело време го збориме како најпосетено туристичко место. Еве Крушево, крушевчани па се љубезни како народ. Таму искуството ми е сосема мало, место сите се знаат. Да, меѓутоа дефинитивно... Сите се љубезни. Дефинитивно непознато за јавноста во смисла на тоа да има можност организирано да се отиде во Крушево. Вевчани исто така, пак ќе го напоменам, Кратово. Да. Не постои, освен лична желба, начин да тоа го направите. Во годиниве наназад често пат имаме гости и од бившиве и од републики, меѓутоа и од странство. Канада, Америка, Австрија. И со задоволство, значи, верувајте, ги носиме, ги шетаме. Такви убавини, една Америка која е огромна, нели? Ние сето ова наше да го собереме, они сето нивно не можат, не знам, мислам, глупаво е паралела некоја да се прави. Па не само паралела, моето искуство со нив е... Гранде Кањон знаеме колку е посетен, да. А ние едно кокино го имаме кој е четврта. Тоа треба да биде само тоа, значи аеродромов да не може... И тоа други го прогласија. Така. Само аеродромот треба да го прошират ако има добра промоција и добра организација. Само од Кокино, да не зборам друго. Дефинитивно. Охридско езеро е најдлабоко езеро во Европа. Најстаро езеро во Европа. Ендемично. Ендемично. Нема
животински растителен свет кој го има само таму. Моето искуство исто е такво. Јас во младоста со размена на младина имав од Америка, од Бостон, една девојка, која дојде кај мене и мајка ми ја послужи со сладко тегла. И јас онака на шала и реков, ако не го изедеш сето ова, мајка ми ќе се наљути, тоа го правила она. И таа почнува една, втора лажица и почне да плаче. Како плаче таа, така плачам и јас. Мајка ми дојде, што правите вие двете. Незиното сознание за Македонија, дека постои како Македонија, биле на нула. Шетањето низ Македонија ја однесе до тоа да буквално со плачење си отиде, доживеала нешто што е далеко од можностите што ги има во Америка, а мене многу често гостите кои ми доаѓаа од Америка, ќе им покажеш црква која од 12 век тие не постоеле тогаш, едноставно несватливо им е да цивилизацијата на тоа ниво била тука. И она што не знаеме да го искористиме, што не знаеме да го кажеме, што не знаеме да го продадеме во крајен случај, јас сум од своја 18 година во туризмот, сега имам 73. Не можам да сватам, се уште сум уверена, нормално дека сум заљубена во земјава и во она што го имаме, не можам да сватам дека не можеме да пркнеме. Немам што да кажам, тоа е исто, многу искуства со гости од надвор, кои постојано се навраќаат, постојано доаѓаат. Постојано доаѓаат. Еве, впрочем, сите странци што биле амбасадори, аташиња во Македонија, што викат, спортисти што биле, остануваат тука. Дали не фатило некоја апатичност на државно ниво, дали нешто во менталниот склоп ни е, не знам, меѓутоа е жалосно. Жалосно е да одиме се надоле, не одиме нагоре, се надоле. За жал тоа е. Дното... Мислам дека во голема мерка не сме свесни дека го имаме тоа што го имаме, дека другите го немаат, а од друга страна лично сметам дека сме ние неработен народ. Едноставно, ти се пружат можностите да живееш од тоа, да направиш нешто од тоа, не знаеш да го искористиш или немаш желба да ја паметам и се уште сум 24 сата во својата работа. Затоа што сте заљубеник во тоа што го работите. Јас исто мојава работа ја сакам и која би требало да бирам, повторно би одбрал истата работа и затоа веројатно сум обстоил толку години, 35 години работам, 34 полни. Во туризмот Охрид го спомнуваме цело време. А тука се Претор, тука е Доеран, тука се Беровско езеро, тука се многу езера. Беровско езеро, да, исто таму има прекрасен комплекс. Лесна му земја на Славе. Направи таму, инвестираше. Веруваше во тоа дека може. Веруваше во тоа и мислам дека објектот работи солидно, не знам колку профитабилно, меѓутоа работи солидно. Повеќе пати сум бил. Моите последни разговори со него беа дека во глобала е проблем на работна сила. Таму во тој дел, да. Не само таму, во туризмот се случува една невидена работа. Сака да работи во Хрватска за 3 месеца, па да живее цела година. Не сака во Македонија да работи, бидејќи едноставно не сака да се вложи себе си. Предпоставувам, ево и од лично искуство, нели, собственик сум на фирма, младите се почесто почнуваат да се враќаат. Хрватска, за некој што бил еднаш, два пати, не верувам дека трет пат би сакал да оди. А секој сака еднаш, два пати да оди да проба, да не зборам и понатаму Германија едно друго. Генерално авантуризмот ги тера да одат. Платите кај нас примањата се поприлично
качени во споредба со годиниве наназад. Овде не плаќат кирија, не плаќат дома се, фамилиите им се, со блиските им фамилиите, се. така да тој тренд мислам дека ќе се смени, доколку направат тие што треба да направат, да бидеме барем малце пристојно место за живење. Средено во секој поглед зборам, значи од здравство, па да не идам понатаму. Во тој случај во туризмот ќе се сменат одредени работи. Дали со собствениците на хотелите во Македонија кои работат сами свесно затварат, нели, колку добар дел, 70% затварат Па јас надвор од сезоната. Вие ги имате тие податоци. имав од хотел Амбасадор Чамбазовски, кој рече дека пополнетоста на хотелите кај нас е 25%, што е страшно. Тоа нема ни да трагедија. покријат трошоци. Трагедија. Самото тоа значи дека тоа е градски хотел. Би требало цела година да е пополнен, да едноставно биде нешто што е исплатливо во работењето. И проблемот со персоналот, и проблемот со агенциите кои не наоѓаат начин да го промовираат хотелот, да го не го резервираат за своите гости што доаѓаат. Го зимам како пример, да не сватиме погрешно. Мислам дека истото и работењето на хотелите во Охрид не може да биде сведено само на 3 месеца. Во мое време сме правеле конгреси, јас сум спиела на фотелја во рецепција, бидејќи последната соба да ја издадеме било проблем за соби. Што значи дека не е само до хотелот, него е до целата таа работа која едноставно не е направена како треба. Инфраструктура за се. Не одиме напред. Ја да не мислам нема никаква паралела споредба. Сум бил и на неколку саеми за мојава бранша. Во Дизелдорф, да кажеме, и целата област, ако има, карикирам сега, 1.000.000 жители, има фантастични 600.000 легла, кои се во текот на годината, имат брошури, па го читам, 80-90% пополнети, благодарение на саеми што има во Дизелдорф. Ние имавме еден саем, го уништивме. Тоа е башка приказа. Охрид, ја не знам колку има легла се вкупно гледано. Јас викам, со добра промоција, аеродромот ќе треба да го прошират. Толку имаме, еве направи убаво тоа наколното населба. Наколната населба, значи, ја таа 2000-та прв пут кога го видов плаушни како беше направен, наколната населба, Вевчани, потоа памтам 2000-та. Беше, викам, надеж дека може да бидеме, да направиме нешто убаво. Да значи, стварно тргнеме беше напред. убаво, меѓутоа некако кратко траеше. Плаушник се доградува, фантастично изгледа, меѓутоа пристапот до таму. Сувенир нема човек кај да купи. Има на една... Дефинитивно. Ја на секој патување кој ќе се вратиме дома, ајде карикирам, сме дали 200 евра за сувенирчиња. Дефинитивно. За карти сме дали 300-400 евра. Ние, кај нас нема кај да купиме. Не само што нема кај да купиме, него едноставно и тоа што ќе го видите е од најнизок ранг, да не кажам. А по мене сувенирот е многу битна работа, бидејќи утре ќе бидете дома, ќе ве прашаат комшиите, роднините, а што е ова, и почнуваш да кажуваш твоите доживувања, што е начин да привлечеш или да посакаат и тие да дојдат да го видат тоа. Тоа е многу важен сегмент на туризмот на кој многу малце водиме сметка. Ше еден пример ќе кажам. Бев многу млад во Келн, Келнска катедрала, отидов да ја видам. И пред самата катедрала, као киоси, нешто, сендвичари, имаше хот-дог, да кажем, за марка и пол,
Кока-кола за марка, смешно ефтино. Ја викам, ај ќе седнеме во на ресторанче, ќе пиеме кафе и да уживаме во гледката. А паркирани со рентакар доле во под самата катедрала, 2 марки беше саат време паркирање, смешно ефтино. Во било кој град во Европа, во тоа време, саат паркирање во центар на градот е од 10, 12, 15 марки па нагоре, марки ве уште. Овде 2 марки. Седнавме во ресторанот, 2 кафиња со другарот, 2 води, ајде да платиме да си оди. Ја вадам 10 марки, не верувам, или со оглед на цениве. 2 кафиња и 2 води плативме 44 марки. Зашто го потенцирам ова? Западов како размислува, вика. Католицизмот, сега, верата малце. Ако сакаш да седиш и да уживаш, ќе платиш. Тој што нема, ќе стои за 1,5 марка хот-дог, Кока-кола марка беше. Паркирањето да може секој да дојде да види катедралата е 2 марки. 2 марки, саат време. Било каде во Европа, од 10-12 марки па нагоре. Тоа е пазарна логика. Не, стратегија некоја. Стратегија некоја, значи има за секој джеб. За секој джеб има. Не се сеќавам, мислам дека влезница во Келнска катедрала не се наплаќа, не се сеќавам, одамна беше. Меѓутоа, во грото од такви храмови влезот се наплаќа. Кај нас е бесплатно секаде. Плаушник... Охрид не е бесплатно, меѓутоа има една друга работа, што во секоја треба да чекаш па да платиш, наместо да речеме една карта која ќе важи за сите. За секаде. Ние сме за жал при крај на разговорот. Добро, брзо поминува. Очекувам, времето секогаш брзо поминува во вакви муабети. Постои ли нешто што би сакала да кажеш, а не сум те прашал? Во контекст на туризмот? Да. Јас сум вечити оптимист цел живот и позитивно сакам да гледам на работите, да сме живи и здрави, може би со повеќе вакви емисии. Ја верувам дека вие сте се обиделе да допрете до повеќе сопственици во било кој сегмент од туризмот во Македонија. Со ваша помош, не само како телевизија со емисија, со лично и повеќе разговори да пробаме да отидеме понапред. Само тоа ми е желбата. И еден ден да видам на Скопски аеродром дека има уште 2 писти, а зашто се? За да дојдени се луѓе да го видат Кокино, да го видат Крушево, највисок град на Балканот. Крушево е празен. Што е Блед поубав, или да не правам паралела со некои други. Има своја убавина сега, и летно и зимно време. Крушево и со снег и без снег. Дефинитивно. Можам да кажам дека намерите кога почнавме да ја правиме емисијата, јас првично мислев 2-3 емисии ќе направам, па некој понат ќе дојде ќе ме замени. Меѓутоа проблематиката на туризмот, мислам дека досега никој не ја третирал како проблем, да едноставно човек кој е во таа бранша дојде и си ги каже своите проблеми, своите потреби, своите желби, начинот како тоа дека не функционира државата со приватниците, дека едноставно многу работи стојат, не идат напред, и мене ми е драго што на некој начин воопшто почнавме да правиме емисија на таа тема и со луѓе кои се од туризмот. Без разлика да кажеме што ти не си од туризмот, ние се знаеме од многу одамна начинот на кој тоа го правиш, и постојат многу луѓе кои едноставно, сакајќи да си ја запознаат сопствената земја, се одат сами без некоја, сега е полесно, има на интернет информации, па може да ги добијат, па може да видат каков е патот, кој ресторан работи, не работи. Меѓутоа, длабоко сум уверена дека сепак
ќе дојде време, посебно овие младиве кои се на факултети, кои едноставно завршуваат, немаат идеја да од каде да почнат, нити кој како да им помогне околу сето тоа. Меѓутоа, одејќи по странство, гледајќи ги тие работи низ можностите на своите програми, во програми кои имаат да видат како тоа се работи во странство, дека ќе може да сватат дека овдека има иднина, зборувам за туризмот, и дека тоа може да биде работа која може да ти го исполни животот и на некој начин да живееш од тоа. Да ти донесе профит, задоволство и профит. Скоро имав по некој друг основ, случајно дознав дека ИПАР 2.5, не знам кој карикирам сега, дава грантови за развој во рурални средини за мали објекти кои се врзани за туризмот. Во тој разговор случајно дознав дека заинтересираноста е скоро нула. Не можам да кажам која цифра беше во прашање, а мислам дека се неколку милиони, повеќе милиони евра, што се дадени на располагање, немаме проект, немаме заинтересирани луѓе. Не е само проблем на незаинтересираноста. Проблемот е што ако се направи една куќа или една фамилија која може, нема да функционира ако тоа не е направено на ниво на целото тоа место. Бидејќи да го направите како хотел или како куќа во која ќе примате гости, ако не функционира другото, тоа многу кратко ќе трае. Нимав тад дека сме при крај. За жал ќе мора да го завршиме разговорот, а јас моите гледачи ќе ги поканам во следната емисија.